Општина Илинден успешно го реализираше 10-тиот спортски викенд Илинден 2018 во рамки на одбележувањето на нејзиниот патронен празник Илинден 2 август. На оваа традиционална спортска манифестација учествуваа над 700 спортисти кои се надпреваруваа во повеќе спортови: велосипедизам, шах, баскет, тенис, атлетика, хокеј и голем фудбал. Централен настан на спортскиот викенд беше професионалната велосипедска трка во должина од 100 километри Трофеј Илинден 2018, која што е влезена во календарот на велосипедски трки на Велосипедската федерација на Македонија и се бодува за купот на нашата земја. Велосипедистите возеа 4 круга низ населените места на општина Илинден: Илинден, Марино, Ајватовци, Мршевци, Дељадровци, Текија, Миладиновци и Катино, а должината на еден круг беше 25 километри. Се надпреваруваа во категориите сениори, мастерс, кадети, јуниори, жени, U15 и U13. На големо задоволство на љубителите на овој спорт, кои во голем број беа присутни крај патеката, најдобар на овој централен настан на годинешниот спортски викенд што се реализира во соработка со Велосипедската федерација на Македонија беше Никола Левков од општина Илинден. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски на најбрзите им додели награди. Никола, ти стигна прв на целта овде во општина Илинден. Кажи ми какво е чувството да се биде прв и дали ти беше потребно подолго време да се подготвуваш за да го добиеш ова место? Да, јас стигнав прв. Апсолутно мотивацијата е голема, пошто јас потекнувам од тука живеам целиот мој живот 20 години. И тука ми е најдрага победата, некако побитна од сите други. За подготовките секако требаше многу време, со тоа што последниве 3 месеци се спремавме многу силно, многу напорно. Се вративме пред неколку дена од Европското првенство во Чешка, кај што исто направивме добри резултати, ама не сме во медалите, за малку. Тоа е тоа, се трудиме, се тренираме и тоа се подготвуваме. Често во 2016 година, тогаш исто победив. Претходната година, за жал, не бев во можност да учествувам поради тоа што еден месец пред оваа трка на меѓународна трка кроз Србија добив повреда, скршена клучна коска, што ме спречи да тренирам тие 2 месеци. За среќа се опоравив и сега повторно сум напред со добри резултати.
Како вовед во главната трка се одржа рекреативна велосипедска трка во должина од 5 километри, во која учествуваа голем број граѓани од сите возрасти. На силниот шаховски турнир на кој настапија 38 шахисти, фидемајсторот Дејан Динев ја освои шампионската титула. На второто место се пласираше минатогодишниот победник фидемајсторот Зоран Стојчевски, а трет беше Илија Стошевски. Градоначалникот Жика Стојановски на најдобрите им додели награди. Година во година шаховскиот турнир во општина Илинден зазема се позначајно место во светот на македонскиот шах. Учеството на голем број познати шахисти, меѓу кои и повеќе мина фидемајстори, го потврдуваат квалитетот на турнирот, кој според зборовите на луѓето од Шаховската федерација понуди многу интересни партии кои ќе останат во сеќавање. Господине Батковски, вие повеќе години учествувате на овој шаховски турнир, ќе ни ги кажете ли вашите искуства досега и колку време учествувате? Јас учествувам речиси од самиот почеток на овој турнир, може би првата или втората година не учествував. Другите години, сите години сум учествувал и турнирот, значи благодарение на организираноста и на активноста на градоначалникот и на неговите соработници се развива од година во година. Ако во почетокот имаше 10 до 12 учесници, поголемиот дел аматери, во последниве 3-4 години веќе бројот на учесници се зголеми на преку 40. Настапуваат познати шаховски имиња од Македонија и мајстори и интермајстор и има значи фиде мајстори и исто така силни шахисти и од општината и од Скопје и од другите градови на Република Македонија. А наскоро очекуваме дека на турнирот ќе биде и на листата на фиде турнири, односно ќе биде рейтингуван турнир, бидејќи организацијски се покажа дека е мощне, силен, интересен, добро организиран. Веќе е и во организација на Шаховската федерација на Македонија, неколку ентузијасти како меѓународниот шаховски мајстор Димитар Илиевски, Иван Кочовски, фиде мајсторот и судија и секретар на Шаховскиот сојуз на Македонија. Рековте дека учествувате на овој турнир уште од самиот почеток кога се организира. Дали досега сте се закитиле со некоја награда? Па јас сум имал со оглед на тоа колку силни учесници има. Јас имам доста голем успех, едно второ место во многу силна конкуренција, каде што прв беше фиде мајсторот Оливер Органџиев. Меѓутоа, јас како без титула, условно речено, освоив високо второ место, еднаш сум освоил четврто место, еднаш порано доека уште не беа, имам трето место, така да имам многу успеси, што е за еден добар аматер каков што сум јас, за пофалба и со задоволство го истакнувам тоа. Дали пред да учествувате на надпревар се потребни некои посебни подготовки за да се издржи турнирот и еве да се закитите со некое добро место? Па потребно е луѓето колку што можат, зависно од своите амбиции, се подготвуваат. Сите речиси играчи на свој начин се подготвуваат. Прво се трудат да дознаат кои ќе бидат играчите, понатаму некои
учат од книги, некои своји слабости ги покриваат во отворање, во средишница, во завршница и така. Значи, потребна е подготовка, а за поголемите турнири дури е потребна и физичка подготовка, трчање, играње тенис и така натаму. Следен соговорник ни е интернационалниот мајстор во шах, а тоа е господинот Димитар Илиевски. Господине Илиевски, еве присутни сме на ова шаховско надпреварување во општина Илинден. Вие го отворивте, кажавте неколку збора нели пред присутните. Ке ни кажете ли дали вие некогаш сте учествувале на овој шаховски турнир? Јас повеќе пати сум бил во улога на шаховски судија, можда 4-5 пати, ако не и повеќе. А еднаш учествував на турнирот и така, бев во горниот дел на табелата, добро. Но овој пат ми беше посебно мило што јас во име на Шаховската федерација на Македонија го отворив овој силен, традиционален шаховски турнир по забрзано темпо, кој оваа година слави и јубилеј, 10-ти поред. На овој турнир учествуваат многу силни, познати шаховски имиња, значи во Македонија, значи едно 6 фиде мајстори, од кои едниот е и минатогодишен победник Зоран Стојчевски. Тој е учесник на турнирот и ја брани титулата Посебно ми е мило што пред година дена токму на овој турнир беше промовирана книгата за мене, посветена за мене, како македонска шаховска легенда, а автор на книгата, еден од авторите, Ненад Батковски, со кого вие претходно разговаравте. Ова е сепак позабрзан шах на 10 минути, така, темпо, значи, кој одговара на помлади шахисти, а јас сум играл повеќе на турнири кај што се игра нормален шах, значи со нормално темпо, на меѓународни турнири, али тоа беше одамна, но еве ме враќате во минатото, кога го постигнав најголемиот успех во мојата шаховска кариера во 1971 година. Значи, јас учествував на 5-тиот турнир Средба на солидарноста и пред почетокот на турнирот бев кандидат да бидам последен на турнирот, што бев со најслаба титула, кандидат мајстор и со најнизок рейтинг. Но јас направив сензација, го освоив 5-то место во конкуренција од 16 шахисти. Освоив титулата тогаш многу значајна југословенски шаховски мајстор. Ја освоив титулата фиде мајстор, норма за интернационален шаховски мајстор и пошто освоив многу висок рейтинг, 180 рейтинг поени, избив на првото место на македонската шаховска рейтинг листа и на 120-то место на светската листа. Тоа е феноменален резултат. Значи, шахист кој, мислам, досега од македонските шахисти не постигнал такво нешто, тоа е рекорд. Ова сега што го кажавте се навистина големи резултати што ги имате освоено, јас навистина ви честитам. Дали се сеќавате на вашиот прв шаховски турнир каде што сте учествувале? Прв турнир што сум играл на сениорско првенство на Битола во 1956 година и го освои второто место зад мојот веќе уште тогаш афирмиран, мислам, во шахот братот Борче Илиевски, значи кој е еден од најсилните шахисти во Македонија и кој ремизирал со Фишер, така да тоа беше голем успех за мене, второто место, после следеа други турнири, прво место после 2 години јас бев шампион на Битола, а братот мој беше втор и така, се редеа после резултати добри. Се сеќавате ли како го засакавте шахот? Како одлучивте да играте шах? Па гледајќи ги браќата мои, постарите браќа Цане и Борче, значи и јас почнав така самиот да се учам, така тие практично, мислам, братот Борче посебно, тој ми беше и идол за шах,
Значи тој ме зарази и јас како ученик негов добро постигнав резултати, така да и учителот се гордее и Борче братот така со резултатите што ги постигнав. Јас заради шахот па и се преселив во Скопје, иначе во Битола живеев и така работев. Јас ви благодарам за овој разговор и посакувам и понатаму да редите уште многу големи успеси во шахот. Благодарам многу. Јас благодарам што ме поканивте така. Голем интерес оваа година предизвикаа надпреварите во атлетика, на кои учествуваа над 250 ученици, младинци и дечиња од градинката Гоце Делчев, кои му дадоа посебен белег на ова надпреварување. На најдобрите во сите категории градоначалникот Жика Стојановски на победниците им подели медали. Ива Младеновска го освои првото место во атлетика на спортскиот викенд Илинден 2018. Таа беше учесничка во категоријата од 6 и 7 одделение. Ива, ќе ни кажеш дали прво беше тешко да се победи? Беше тешко, но со напор се е полесно. Така, дали ти требаше некоја посебна подготовка предходно од предходните денови, за да се подготвиш и за да го освоиш овој успех? Јас се подготвував една недела пред тоа и секако прво треба споро да трчаш, а потоа да забрзаш. Дали прв пат учествуваш на ова надпреварување или досега си учествувала? Досега учествував. Имаш освоено некој успех? Да.
Имав лани освоив трето место. Јас ти честитам за оваа година за првото место и се надевам дека и наредните години ќе можеш да учествуваш и ќе победуваш исто така. Благодарам. Владко Нацевски по трет пат е победник на тенискиот турнир што општина Илинден го организираше во соработка со Тениската федерација на Македонија. Тој во финалето го совлада Дарко Спасовски со резултат од 2:0 во сетови. Владко, вие го добивте првото место на ова надпреварување. Ќе ни кажете како се одвиваше надпреварувањето, дали беше тешко да се стигне до првото место и колку време се подготвувате? Да, јас играм и меѓународни турнири во Србија, во Република Бугарија, исто на Балканите. Така да беше екстремно на 35 температура, да се игра цел ден околу 4 меча. Беше напорно, но сепак добра организација од општината. Исто така беше све најдобар ред, само пофални зборови и овој турнир посакувам да прерасне во традиција. Дали досега сте учествувале на овој турнир? Да, јас го освојувам 3 пати овој турнир. Да. И првото место. Ќе учествувате и натаму? Наредна година ќе гостувам на помладите и ќе донирам спонзорство некој овој турнир. Така, дали сте учествувале и на други турнири? Да, Nissan Open Македонија имам освоено во двојки и други Александар Палас Open 2009 и ITF. На турнирот што се одржа на 4 тениски терени на спортско-образовниот центар Илинден настапија 16 тенисери. За освоените први места, пригодни награди на финалистите им додели покровителот на манифестацијата, градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски. За големината и тежината на ова спортско случување во општина Илинден пофални зборови кажа и Антонио Радојничкиќ од Тенисерската федерација на Македонија. Вие како стручно лице на ова надпреварување, како судија, како го оценувате турнирот? Вака, пред се, моето име е Антонио Радојничкиќ и сум професионално вработен во Тениската федерација на Македонија, која што секоја година остварува соработка со општина Илинден во организација на спортскиот викенд по повод патронатот на општината. Сакам да кажам, во однос на тенискиот дел, дело што е во организацијата на тенисот, веќе 6-та година тој е според, во Тениската федерација на Македонија го поддржува овој настан и се труди да учесниците на овој аматерски турнир бидат и се чувствуваат овде на едно највисоко и да имаат професионално чувство во однос на настанот. Сите тие сето тоа ни го доловува овој прекрасен овде спортски комплекс, како и на гостопримството на организаторот, на градоначалникот на општина Илинден и стручните соработници кои го возможуваат тоа. Се надевам дека и во иднина една ваква организација ќе продолжи да се организира, се со цел и за афирмација на тенисот како спорт, не само во општината Илинден, туку и пошироко во градот Скопје и понатаму. Сакам само да ви кажам дека за овој настан кој се случува во општина Илинден, вие као медиуми имате огромно влијание и на пренос на информацијата, меѓутоа верувајте, сите луѓе кои што се имаат допирна точка од тенисот и на друг начин ќе се снајдат да се информираат и го поддржуваат овој настан и активно учествуваат. На спортскиот викенд се одржаа и надпреварите во кошарка. За првото место се избори екипата на Машна.
Второто место припадна на екипата Old School и третото место за екипата на Овчичка. Надпреварите во баскет, на кои настапија 8 екипи, се одиграа на игралиштето во спортскиот комплекс Марино. Речиси сите надпревари се играа пред бројна публика, а на најдобрите 3 пласирани екипи им беа доделени соодветни награди. Во рамките на спортскиот викенд се одржа и редовниот фудбалски надпревар, а повтор пат оваа година се одржа ревијален надпревар во хокеј на ролерки, на кој учествуваа повеќе имена репрезентативци на Македонија. Сите овие надпревари и случувања на 10-тиот спортски викенд допринесоа за општина Илинден надалеку да се зборува. Импресиите ќе ги чуваме до следната година.